и добре дојдовте на уште една епизода на свој каст. Овој пат спортска епизода. Колега, на самиот почеток морам да кажам. Мислам дека најголем предизвик ќе ми биде овој подкаст. Јас стано си го поставив, си поканив гости и сега треба да разговарам со колегата Ване Трајков, новинар кој цел живот информира за спортот и спортски коментатори се, и двајца фудбалери и јас да разговараме за фудбал. Па тоа ти е предизвик, затоа ќе ти ги оставам гостите наши денешни, тебе лично, буквално да ги соблечеш пред јавност. Буквално после прашање, колешке. Добре дојдовте, дечки. Марио Врдовљак, капитен на Академија Пандев Бреера Струмица, и Марко Алчевски, голман на Бреера Струмица. Сега, Бреера Струмица или Академија Пандев Бреера Струмица? Имамо кризу идентитета и така. Не знамо ни ми. Добро, во секој случај, благодарам што се озвавте на овој подкаст. Малку да го приближиме фудбалот до обичниот граѓани. И како успеавте да се најдете во, нели велат дека фудбалот е втората најважна споредна работа во светот. Така беше или грешно? Прва. Прва? Па добро, за нив ќе е прва. За нив, да. Колешки за тебе втора? Трета, четврта. Трета, четврта. Сепак сум женско, има и готово во предвид. Добро, колешке. Неофицијално разговаравме дека има многу женски прашања за фудбалот, нели? Така да ќе ми дозволиш да си ги поставам. Колешке, дозволено ти е, реков, слободно ги имаш, прашај се што те интересира, тука се дечки да ти одговорат. Да, почни. Да почнем. Но за почеток ме интересира, ајде од Марко, како започна со фудбалот? Моите први почетоци? Да, прочитав на едно, малце изгуглав, знаеш, да ги запознавам гостите. Од 15 години си во Академија Пандев, така? Да. Од 10 години тренирам. Моите први почетоци беа во моето родно место. Во Битола сум роден, а живеам во Могила. Кој е Могила, ке нај како се вика на општина, најбогата општина. Најбогата, најпозната. И моите почетоци беа токму таму на 10 години во фудбалската школа 1 на 1. Се уште постои таа школа. И таму започна се, потоа почна да тренирам во Битола во една школа, па заминав во Скопје и од Скопје директно во Струмица. На 15 години? На 15 години. Ти знаеш, колега, дека од 15 години во Струмица? Да. Мислам дека и првиот професионален договор да имаш токму со Академија Пандев, тогаш сега Бреера Струмица. Марко, мене многу лично ме интересира, почна ти со фудбалов и како се најде меѓу 200 години? Предпоставам, тоа е факт дека сите кога почнуваат фудбал не размислуваат дека ќе бидат голман. Туку сите жедни да дават голови. Мислам, не сериозно, а ти треба да ги браниш или да ги примаш. Да. Не сериозно. Почна преку напаѓач, ама фалеше голман. Да. Фалеше голман и едноставно така. Немаше фалеше голман и нема кој, ајде Алчевски. Па за гарантирана позиција. Минутажа. Ова за гарантирана Врдовљак. Не, Врдовљак можам да го разберам дека како не го биваше за во напад. И ајде да не плаче детево, ќе го ставиме на гол. Така ли беше? За гарантирана позиција таа. Тоа е за гарантираната позиција. Да, немаше оној што не го бива на гол. Да, немаше голман кој ќе брани, јас ќе бранам. Се започна така. Тоа на која година? На 10. Меѓутоа имав еден идол, тој ми беше комшија. И ден денес тој ми е најблизок и другар. Кој? Тој беше голман Зоран Гулевски, Земо. И тој беше голем идол и се после него се само примав и тој ме и уште ме држи на прав пат. Колку ретко да слушнам идол некој од кај нас тука домашен играч, предпоставам. Да. Сите деца се знаеш, јас сакам Роналдо да бидам. Да. Ама во спорт. Пане Спортски новини. Некако новинари, на кој јас не сакам да ставам спортски новинар. Многу ќе ми дојде. Доста се обиди свој. Не, мислам секој чест, да, секој детенце се замислува да биде како Роналдо, не знам, Меси. Тоа ми беше чудно. И сега чудно ми е дека никој не сака, значи, кој јас ако би тргнал во било кој спорт,
никош не би размислил да бидам голман, дали ќе биде фудбал, дали ќе биде како се ка ракомет. Може би висината тоа одредува некои афинитети. Не, тој е многу понизок од мене и сега иде. Ама, мислам, карактерно многу ми помага секојаш карактерно, уште како мал. И фактички јас понегодев карактери. Ќе се вратиме на таа голманска позиција. За хрватот? За хрватот да прашаме Марио Врдољак, како дојде... Мене ме интересира од каде си, каде од Хрватска? Од кој дел? Ама не е роден во Хрватска. Nisam rođen u Hrvatskoj. А ниси? Не е роđен во To Хрватска. isto- Можемо да причам. Го изгугла од каде што? Го изгугла, Па кажи да разбереме. Mnogo komplicirano. Много комплицирано. komplicirano. Името не го знам. Mnogo komplicirano. Znači ja sam rođen u Livnu, to je mjesto Zlatka Dalić, poznaš izbornik na hrvatska reprezentacija. To je 22 km od granice sa Hrvatska. Nešto ko Strumica su Bulgarija ili su Grčka. Ali, mislim, sad glupo rečeno, ja se smatram i Bosanac i Hercegovac, ali tamo se 99% ljudi smatra Hrvatima. Znači mi smo Hrvati rođeni u Bosni i Hercegovini. Automatski imamo hrvatsko državljanstvo i tu sam krenuo prve svoje korake, ali mislim ponavljam, ja se smatram i Bosancem i Hercegovcem i sam rođen tamo, ali i Hrvat. Tako da, Како започна Марио со фудбал? pa to mi je tatko prenio. On je bio bivši fudbaler, igrao je u Jugoslavensku drugu ligu, Hrvatsku, Bosansku. Krenulo od njega, ali ja sam najviše sakao tenis. Igrao sam jako dobro tenis, ali nekako on mi je prenio tu ljubav za fudbalom, mada ja u početcima nisam sakao toliko fudbal. Iskreno, mislim, sva djeca su išli na fudbal, pa ajde i ja ću. Ali tenis mi je bio ono i dan danas mi je tenis poslije fudbala malo više od hobija. Baš strast, ljubav, baš sakam da ga igram. Tako da, ali tata mi je prenio to, ajde, ja sam bio nogometaš i ti ćeš da igraš, tako da, tako su to mi prenio. На која возраст почна со топката? Su 5 godina На 5 години. i sa 14 sam napustio familiju. На 14. Со 14 си надвор од Nadvor, домот. tako, ja sam već 16 godina živim sam. Zapravo sad sam sa Lucijom, ali praktički od familije odvojen 16 godina. Да. Интересно ми е тоа 16 години да живееш надвор. 14. Не, od 14, da. Од 14, ама години бидеш Веќе надвор 16, sad ima веќе 30. 16 години, Да. постојано е некаде во некоја нова средина, Da. на некои нови луѓе, во спортот, така. Доста жртва бара. Да. Jeste, ali ja to gledam s pozitivne strane, meni je on dao sve. Mnogo poznanstva, mnogo dobrih ljudi, mnogo prijatelja. Ja sam živio, znači, 1, 2, 3, 4, 5, 6 različitih država. To ti pokloni ono, prijateljstva za cijeli život. Kako ćeš ti da upoznaš ako radiš neki normalan, uz dužan respekt, neki normalan posao, kako ćeš da upoznaš 6 različitih kultura. Od Rumunjske, Italije, Njemačke, Hrvatske, Makedonije se. Tako da ja to gledam nekako s pozitivne И strane. се градиш како личност и Да. напредуваш во спортската кариера. Колку години си во ајде Брера? Да кажеме Брера. Da, Akademija Pande Brera. Академија Панда Od Брера. januara ove godine. 9 Една mjeseci година? sam tu, da. Кажи ми, кое е твоето искуство тука во Струмица прво? После зборуваме и за клубот малце. Меѓутоа, Струмица, како ја доживуваш? Pa Ќе ти кажем јас најубав град, најмирен град. Ne, Не ти верувам. Не, ама постојано сите овие странци кои што доаѓаат велат дека е најубав Топли град, луѓе, добри, дарежливи луѓе. А? dobre žene. Добре. Ubit će me Lucio. Šalim se, Тане сечи. Ne, slobodno pustite. Ne, znaš šta, živio sam u mnogo lijepim mjestima, Italija, mislim, teško je da se navikneš poslije Italije, bilo gdje. I vratit se meni u Livno poslije Italije je ono šok. Prvi dojam Strumica mi je bio ono malo, kao i kod nas u Bosni gdje sam ja rođen. Taka. Ama moja punica mi je stalno zgorila jer ona je isto bila u Jugoslaviji, zna kako je prijašnji sistem i punac isto kako funkcionira. Rekli su mi Makedonci su daleko najbolji ljudi. I to sam zaista, sad stvarno nije šala, zaista sam to osjetio ovdje. Znači, primili su me kao da sam jedan od njih. Ај потврда дека е тоа така 5 струмички збора. Ja. Да, да Ja кажеш. zborujem Ама Strumić. струмички. Веќе зборува, Arno zborujem Strumić. Бонела,
Ne znam sada. Има уште. Ќе разбирам, ќе Научи на разбирам. нешто. супругата да ја кажеш на струмички како ја сакаш. Знам, она веќе македонски чита. Таа живее со тебе? Да, сега ние ту сади у Ливно, али сака исто многу језики да чита и да учи. Веќе се активирала за македонски. Поарно прича од мене. Зборува, поарно зборува од мене. Она што ми остави впечаток, вака првпат и јас зборувам отворено. Познава, кој е најтемпераментен во Бреда? Реци слободно. Слободно. Добро што нема тренери, Најтемпераментен нема кој е? менаџери, може да се каже. Марио Врадољак. Не. Па што знам, јас мислам дека тој е најтемпераментен, најгласен, Не. Има уште еден. Има уште Добро да кажи. Руфат. Добро, Руфати, тоа ќе беше, ама прво Да. представам вас. На тој темперамент што го имате, играте тенис. Зашто треба да бидете смирени. Jesam tamo smiren. А, A zašto ovistim samo o sebi? аха, A kada je timski sport, аха. onda je malo drugačije. Често пати го гледам, тој Руфати, кога игра фудбал, тој знае и да ржне, и да кон публиката, се осеќа тој темперамент. Затоа ми беше чудно кога рече тенисот. За тенисот треба да бидеш смирен. Да, но гледаш има разлика. Кога е во тимска игра, тој знае да Велика ја разлика. избувне. Velika razlika. Да, Tu да, sam да. mnogo smiren. А тенисот секогаш кажува дека е спорт за интелигентни и трпеливи луѓе. Da. Смети го за комплимент. Сметај го тоа за Смети го за комплимент. Ајде, Не, Марко Кога мене ми почнавме со интересира. играта, да, Не, ајде, Марко добро. ме интересира. Играта е фудбалери се. Тие треба да играат, мене ме тоа кога интересира. паѓаат потребата, колку глумат, колку реално има фал. Тоа сакав да си прашам. Ау, Де паѓаат, ќе прашаш. И тоа да Марко од кажеш. 15 години си во Струмица. Да. Сам? Да. Мислам си најдов тука женска. Добро, И тоа е заљубен. Не. Сам почнуваш, предпоставам интернат, како сместен. Прво почнав на 13 во Скопје Добро. и таму живеев 2 години и после на 15 дојдов тука. И кога дојде првите впечатоци, мислам, мораш да бидеш сам или? Да, фудбалот е едно, или беше во спортската паралелка сега, не сум сигурен. Не, бев Значи, во стан. Да, и сам и јадеш, и спиеш, мислам, иако се Кои грижи. се предизвиците со кои се соочи Марко? На 15 години и ова и исто така и Марио Врадољак. Биле деца Да. и оставени сами да кажем. Да, ама не бев сам, јас многу тука Томи Пандев многу ме пречека топто. Мгм. Максимално се грижеш за мене, тој Да, ама не може да биде нон-стоп Да, со тебе, да, тоа ама- сакам да... имав и цимер кој многу бев близок со него и двата. Никогаш не бев сам фактички. Кога ќе дојдам тука ќе живеам со некој, фактички тој ми е втора фамилија. Да, ама, да, и тој не е како дома, како мама, тате, фамилија. Не, да. Тоа сакам да кажам, дека ти треба сам да размислиш и ова мајсава што ја носиш да ја Да. ставиш во вода и да спржеш некое јајце. Така. И ова на 15-16 години сам го правеше? На 16. Ама... Знаеш јајца да радиш? Само јајца. Па и тоа е нешто. Само јајца знам. Да спржиш? Да. На око? И да сварам знам. Ајде да Да. Филозофија за варење. Јајце, но... Јајца готвам, да. Мислам готвам 50-50. 50. А другите си дека се сам перам, сам чистам, сам... Да. И сега си сам во станот или имаш цимер? Имам цимер, Ване Крстевски, е веќе 4 години цимер. Не го давам. И кавга има во станот? Не, воопшто. А движение така во станот? Па повеќе јас движам, тој повеќе одмара. Има Движење. Па има Па девојка добро, бе, се што кажа, прашав па јас? тој го движи. Станот. Движење, да дојде некој да замине, да... Има. Движење во станот. Има. Фимер, ајде излези малку. Почнеш вечер. А тоа е таа љубов кон фудбалот која ви дава и сила и мотивација за да издржите сите. Пак ќе кажам, не е лесно. И на 14 и на 16 Да, со фудбалот. да се биде на страна и од фамилијата и од таа поддршка која се дава од фамилијата. Да.
Која беше таа сила што ве одржуваше, ајде да кажем? Да успеете на некој Имале начин, кризни да. моменти, сакаш да се вратиш дома Марко? недел. Не, пријателите. Марко? Да? Пријателите многу ме држа, јас плачков е голем поза. Да? Во Скопје на почетокот тогаш веќе еднаш решив да свирам, ама ме убеди Иван Николовски во Беласица што бранеше, го знаеш ти. Тој беше со мене цело време и тој има во него нешто така, Да. и топол човек така и Те тој ме разуме. убеди, да. А од овде од Струмица да се вратиш или да кажеш Не, па во дефинитивно Струмица- не сакам да бидам голман со фудбалот. Не, во Струмица ми бил, мислам оти не бајал дел од животот сум го живеел тука секогаш. И да би можел да живеам во Струмица, би се И немој преселил. молите мобила Или ќе ти се женска работи. страница, ја? Да, Да, готово. Да, бе, чекај, чекај, О. чекај, не. чекај Од Струмица, ама, се наведувам. срцето не му е тука. И он многу сака, например, трансфер да направи во Швајцарија. Вистина ли е? да. А? Да, браво, сад ми е све јасно. Ти стана јасно. Да. Добро, за трансфер ти правиме. Не откривај колега. Може и Скандинавија. Ама, добро, тоа веќе, ама во моментот срцето те тегли кон Швајцарија. Да, само Лугано и Италијански дел, Поздрав. Марио издржа во најтешките моменти. Не, имало ли моменти, Брдољак? Наравно, био сам ја 2-3 пута и хтио сам да се оставим. Било е многу тешки ситуации. Типа 19 година био сам у Зринско, ево јуче што се изгубили од Астон Виле. Био сам проекат клуба, али променио се клуб и склонили су ме. Тоа ми е био први тежак тренутак. Тоа исто сад Мартин Георгиевски кој е проекат клуба, кој треба да направи велику кариеру и сад да доđe неко нови и само да Да. склони се страна. Ти као дете то не можеш да сватиш зашто е то тако. Тако да, али не знам. Тата највише. Тата ми е многу помогao, он je igrao nogomet. On je zapravo 91. prekinuo jer je morao ići u rat i nekako mi je tu pozitivu stalno prenosio. Ja sam morao da prekinem sa fudbalom, ti ne moraš. Ne moraš da me to ono održavalo. Да. Да, Зрински ни беше противник во првото излегување во Европа, односно Да. на 3-0, 3-0. Добро, не мораше да ги кажеш резултатите. Pa dobro, ne, ali dobro su igrali. Znam, sjećam, 2018. Da. 2019. Znam. Тој беше дебют такмица. Дебют такмица за прв пат излегува во Европа. Не, и мене дебют ми беше И за си прва играл. екипа. И после 6 месеци пауза. Велиш, таткото ти беше иницијатор, но каков е животот да бидеш сам? Да, рече дека сакаш постојано да истражуваш, односно во нови средини, нови пријателства. Некогаш ти е потребно таа средина кај што си израснал, кај што си ги стекнал првите другари, пријатели, Да. семејството на некој начин. Имало ли такви моменти да ти дојде на ум да се откажеш не од некоја неправда сега, Зрински, нели, дошол некој нов момак, дали имало такви кризни ситуации? Da. Ma da, ma puno. Ko kaže da nema taj laž. Mislim Која da беше силата која те задржа во фудбалот, ајде да Pa кажем? ja mislim ljubav, strast prema sportu, prema nogometu generalno. Pa i Luka Modrić je bio u Zrinskom i ja ne znam ili vi znate tu priču, on je bio poslan na posudbu iz Dinamo Zagrebu u Zrinski on i Davor Landeka. Да. Luka da ostane u Zrinski, a Davor da se vrati u Dinamo. Da. Ama Luka nikad nije odustajao. I znači sigurno da je bilo teški trenutaka, pričali su mi kako je živio Da. na jajcima, nije imao šta da jede, nije imao kopačke. Strasta za nogometom, mene je uvijek privlačilo da igram na velikim stadionima pred mnogo mase, to mi je uvijek bio neki san i ajmo reći da sam to nekako ostvario, to me nekako vodilo. Да. Малку да се префрлиме, извини, реков На дека тренинзи рече дека ќе ми даде збор, меѓутоа Како не се може најде да приказната? добивам збор од тебе. Па добро, ајде, колешка, ајде. Ајде, Ајде. кажи. Како се случи приказната Академија Пандев? Kako, izvini? Како се случи приказната Академија Пандев? Приказна- Јануари Како A, дојде a kako до- sam se priključio? Да. A, не е приклучување, него приказната или историја, ајде. okej. A dobro, Како се случи Брдољак во јануари, ако не се Да. лажам? zahvaljujući Rufati. Аха. Mi smo se upoznali u Rumuniji zajedno, znači 2022. Ja sam iz Italije prešao u Rumuniju i on je iz Ukrajine prešao u Rumuniju i tamo smo se upoznali. И
I on mi je preporučio, on je tu trebao da dođe, da potpiše i preporučio mi je da li bi išao sa mnom u Makedoniju, u Akademija Pandev. I tako, malo smo pričali i onda na nagovor Gorana Popova, višeg reprezentativca na Makedonija, i so Goran Pandev, eto, zaključili smo da je možda okej da dođe. Tako da, privukao me prije svega Goran Pandev. Jer Goran Pandev, tipa, ja sam igrao 5 godina u Italiji, on je apsolutna legenda u Italiji. Apsolutno. Mislim da u Makedoniji nije... Ne smo svjesni koliko Niste svjesni koliko je on, legenda, da. Ценни. On je tipa u Genovi, ono, neću da kažem Bog, jer Bog je jedan, ali doslovno ga gledaju tako. I on je bio taj okidač da dođe na Akademiju Pandev. Значи Пандев и Попов. Da, apsolutno. И Руфат. Dobro, Fati koji je- Rufati si го направиле, односно препорака на некој начин. Pa jeste li, bilo mi je lakše jer sam s njim tu. Аха. Znaš, mi smo i mnogo se zbližili, mnogo smo postali... А пред тога, око Академија Пандев, сем Зрински, ако евентуално... Čuo sam i o tome. Čuo sam, čitao sam dosta. Znao sam ja i prije mnogo o makedonskom fudbalu. O Vardaru najviše, znači, što je logično. Да. Tako da, Да. Кога го Колешки. спомнавте Пандев, тука не сум уште дојдено до прашањата. Има многу. Кога го спомнавте Пандев, знам дека сега во моментот не е тука Пандев, Да. не? Меѓутоа, Кога ќе се емитува подкастот, ќе биде тука. поздрав до Горан Пандев. Така да ќе не гледа. Ќе го поканеме и него да ни дојде Добро. на подкаст. Дали собравте, ајде да кажем, некое искуство од Пандев? Дали тој присуствуваше на тренинзите? Дали ви споделуваше некои искуство? Како комунициравте со него, ajde ti, pošto ga znaš duže. Марко? Има присуствувано, ама немаме тренинзи заедно тренираме. Сигурно Пандев доаѓа овде до Добро да може Аз да имам даде тренери, некој совет, е. ама некој совет, некој искуство има. Има научено слове. со Овој има Пандев. од Пандев другиот Од Сашко, јас не Од Сашко. и од Томи. А, и од Томи, да. Немој, молим ти, тој е во Швајцарија. Да, Томи е Се му на прво откри, место. се му откри. Па да не кажам дете на Томи Пандев. Точно. Во Академија Пандев, бидејќи тој беше заложен едно добри 5 Пет. години. 4-5 години тука некаде. 4. 4, Да. така. Добро, кажи ми искуството. Ме интересира со Горан Пандев какво искуство имаш. Пак ќе се вратам на тоа. Ви сподели некое искуство, нешто. Јас сум голман, не ми сподело многу Нема така искуство. го давање голови. Јас бојќи со Томи, а... Колешки, бе, доволно ти кажа, Со Томи, добро. Врдољак ти кажа добро, значи, Да, буквално тој во поради него Италија дошол го во- ценеле како светиња, односно како Јасно ми е. ценет. И штета Цела е- Дженова. Да. Мислам, Ne samo Genoa. Не само Дженова. On je тоа bio сакам. godinu dana u Interu, moj jako dobar prijatelj koji ima svoj trgovinu kopački. I moli me, ajde molim te samo Goran slika s njim neki pozdrav za sport lidera. Meni je mnogo neugodno. Да, Toliki respekt imam prema njemu. да, да. Tako da, И факт е тоа дека, добро, го знаеме сите ние овде во нашава земја, односот на ФФМ, ајде да не збориме многу, но факт е дека во Италија е доста го ценат. Там možemo i tome da zborimo, nije problem. А не е Ja sam проблем. otvoren, Не. ja nemam strah, ja sam stranac pa Подоцна и neće ništa. Подоцна и за тоа. Ајде кога сме кај веќе на тренинзите, кога се префрливме, како изгледа на ваш ден? Наш ден, добро Колку утро. тренинзи имате? 1, 2, што се случува на тренинзите? Па имаме будење околу 9 сати, кој како ќе се наспие кај. Касно бе? 9 сати? Не, лаже. Ако евентуално тренингот им е некаде околу 9 часот, да видиш како ќе стават порано. Добро, тоа што стануваме во Е, 7. Ама имаме по 2 тренинзи кои ќе ни се припремите. Фактички зимски и летни припреми. Тоа што тренираме по 2 пати, тоа што стануваме во 7. Моментално дори е сега на прорувачки период тренираме само по еднаш и евентуално еднаш неделно 2 пати. Тоа што мора да стане во 7. Одиме, доручкуваме, тренираме, се тушираме, пиеме кафе И после сте слободни? и после сме слободни, али кој сака си работи додатно, индивидуално. Сакате да кажете дека имате време и за приватен живот, за излегувања, или сте ограничени? Мора да од, седи тој, да ти кажа. И двајцата мора да седат. Мора да седат. За Ама Луција не ајде. знам дали е тука, ама овој има поставено, инсталирано шпиони од Швајцарија овде во студиото и не смее да Ах, мркне. да, Швајцарија, добро.
Јас имам впечаток, ве пратам на социјалните мрежи, активни сте. Ги следиш? Јас па не ги следам. Колешке, браво. Морав се да знам за нив. И гледам дека имате доста интересни тренинзи, затоа добив впечаток дека тренирате напорно, постојано, не знам, 1-2 тренинзи во текот на денот и затоа ве прашав дали имате слободно време за вас. Како ви поминува денот? Кога имаш добар распоред, имаш време за себе, слам јас. И за живот, и за одмор, и за тренинг, и за се. Се разликуваат тренинзите, голман од... Да. Они ништа не трче. Ништа. Па неću ни да увредим, а сад вас двојка би се ставили, може да ви чак били Подобар Подобар, да. Ето, може да пробам. А каков е тренингот, ајде? Трчате? Што се случува? Таму гледам кукли, нешто се мрда. Не, куклите се мрдат. Мрдат нешто, што се случува на тренинг? Све nije лесно, све е тешко и голман е лесно, nije лесно, треба да се баца. Ја не знам дали би се икад бацио за топком на бок, ау. Па не знам, ќе го прашам тоа, да. Полежи ме. Не, на мене тоа ми е страст, што рекол. Па добро, јесно. Уживам јас во тоа. Искрено, вака ги фаќаш девојките, вака со скок. Доđi ovdje. Има други фитнес. Прашај. Колку трчаат, ме интересира, по колку километри трчате на една утакмица? Утакмица Знам дека овисно. имате ова Да. померење Од 10 до 12 км. на Јас една 4, утакмица. Да, на една утакмица. Тренинг овисно, ама 5 до 8. Секој ден. Ама ја опет сматрам да смо ми привилегирани, без обзира. Јесте да nije лесно и све, ама ми тренирamo ефективно сат и пол време, 2 сата. Да. А неко работи цели дан за многу мање. Да, дечки, ај малку сега посериозен ќе бидам. Ти си од јануари, ти си веќе староседелец во клубот. Да. Има ли разлика? Јануари, мај и ова од јули па до сега. Многу. Зборувам од аспект дека имаше претходно друг тренер, сега тренер и она што со ребрендирањето дојде и ова италијанско трио. Го чувствуваш ли тоа некоја разлика? Иако ти си бил во Италија. Тоа ме интересира малку да направиме на компарација. Многу, али не сад да нешто критизирам или кажем лоше против бивши тренер. Не мислим Не, тоа. далеко Значи тоа. Васо е за мене Апсолутно. не по најбољи, него најбољи македонски тренер, дефинитивно. Али сматрам да од јануара до маја ние он био ставлjen у најподобри увјети да може да то покаже. Сад е нови су људи, ентузијазам, сигурно да се види мала организација, доведен и нови директор господин Симич, да подигне то на веќи ниво, сигурно да се види, али има ту још јако пуно простора за напред. Но поставени се темелите, претпоставам. Основата е поставена за да се Јесте. граден. Да, требаше доста времена, не може то тек преко ноќи. Ми смо супер кренили те 4 победе и то нас е можда мало, како да кажем, замаскирало. Ставимо маску, супер, и бичемо први, ама nije to tako jednostavno. Mi imamo prvo klub mnogo da još napreduje, trenerite, site zajedno. Ама потенцијала има. Много. Така. Алчевски? Јас Не, сериозно, ова се чувствува ли разлика? Пандев, тоа ми беше тип тренер, ако не се лажам, до мај, па замена за Да. Швейцарија. Сега имаше италијанецот Алесандро, ако не се лажам. Се чувствува ли некоја разлика? Горе-долу има голмански стил, пример италијански, македонски, секоја држава има различен стил. Мислам оти јас не осеќам некоја разлика Добро. од сегашниот тренер и Томи. Отим двата ми биле на топ ниво. Да. Јас Многу често спомнуваат македонски фудбал, Не, не, италијански само- фудбал, има да, на да, вистина разлика и во начинот Да. на подготовка што го имате сега во Да. тренинзите и претходно како е било. Да. Има разлика? To ne znači da je bolji Italijano od Makedonca ili obrnuto, ali razlike sigurno da ima. Ali ja sam pričao za klubski aspekt. Za mene Da. trenerski Da. aspekt nema, znači prije je to bilo... Значи, само ќе се вратиме повторно, кога станува збор за голманите, јас морам да го соопштам овој податок. Марко Пак го Алчевски, заеде Марко, ајде. не, ова
дека се продуцираат квалитетни голмани. добро. Тоа сакам да кажам. Марко Алчевски сега е он е прв на тимот Брера, но во 21 година. Филип Купанов, Љупче Джеков, Славе Вргов, Давид Илјовски, Александар Трајков. Да. Тоа ли се сите они и помладите, мислам? Да. Сите сме тие во голмани на првата екипа, кои тренираме заедно. И добар дел од нив се и дел од репрезентациите. Па сите дојден. Давид Илјовски U16, U17 Славе Вргов, Љупче Джеков U18. Брера мислам да има квалитетна голманска еднина за долг пат, за долги години, кои можат да земат од школата и... Па добро, и статистиката покажува дека немаш многу пример. Ајде, моето скромно познавање и за фудбалот и за се, меѓутоа Брера има и младинска екипа, има и Младинска, кадетска, пионерска и да не ги броим. Многу ги има. И 5 лиги. Да. И тие продуцираат фудбалери и голмани кои понатаму продолжуваат во прва лига. Како Колешки е тоа, Валенти, евентуално да го прашаме и Микеле и Александру, значи тие гледат од младинските состави, некој дете ако добро покаже добри перформанси, како овој што нели се фрла вака по топката и го пикираме и ајде преко команда во прв тим. Марио Врдољак претпоставам дека во својата кариера бил е во кадетската, младинската, а овој момче во средна линија топ, ајде во првиот тим. Тоа така и да се прашам, аз не знам, женско сум. извини. Фудбалот е женски играат спорт. фудбал, да. Тоа сакам да прашам. Имаме и женски што играат фудбал. Кај нас, за жал, се уште Во зародиш. во зародиш, но и не гледат дека женските можат да играат женско и фудбал. Тоа Море, не е никако во не зародиш, може да туку- се спои. Што мислите вие за тоа? И многу се вложува во женскиот фудбал. Тоа последниве години некако добивам впечаток дека и овие УЕФА и ФИФА даваат акцент на Да. Ама јас како женско, сега кој да кажам, гледам фудбал и си, ти гледаш фудбал. Демек, женските не се за фудбал. Или тренираат фудбал, да, имаме во Струмица женска екипа игра, да, Тиверија, секој час, меѓутоа уште го имаме тоа некое мислење дека фудбалот е машки спорт. Јас мислам дека и женски. Да? Не. Да, апсолутно. Не дискриминираме јас никој. Да, дека е машки фудбал, дека само е машки спорт. Не, добро. нема дискриминираме женски и мажки. Леле. Сега ќе те гледам дома. Да, ме интересираш вашето мислење, дали вие имате некој... Врдољак, дали јавно ќе се извиниш на колешката Зашто? за топката што заврши во незината глава? Да, Када? значи... Прв пат доаѓам јас на Со Вардар? утакмица. Да, Последната. да, последната. За подршка на Брера, еве, како женско. Со Силекс. И топката што ви летна во публика. Во мојата глава беше. Аз сам ја бил тај. Па ес. Не знаевме Onda se почетокот. izvinjavam, onda se izvinjavam. Да ako си sam извиниш ja- на колешката. Onda se izvinjavam. ako Прв sam- пат дојдов на утакмица. Јас на sam mislio da je Брера. Rufati. Ми некако логични. Па добро, ќе бараме извинување од Рупати. Од Rufati, јавно Ајде, извинувам од идем. Rufati. барем. И кога ќе го гледа, подкастот нема да му текне на тој. Да. И тоа уште да си прашам, го имам забележано дека женските се помалце доаѓаат на фудбалски надпревари да гледаат. Ќе те демонтирам. Да, Ќе те демонтирам. Ма нека кажат, јас мислам дека Ма е колешкиот ти од еднаш Маје, дојде и тоа во колку- прва линија седна без да погледнаш за вие момци. Добро, сега симпатизери, да. За вие момци. Руфати има најмалку 10 кои што доаѓа. Културата. Еј, 10, минимално 10. Минимум. Минимум 10. И Па баш има во и... мене топката, знаре како баш во мене топката. Затоа не ми се извини мене ниту вира, Руфати. добра. Rufati, je Има, baš. има. Мислам сега нека кажат тие. Каква е културата за да доаѓа и да се гледа спортски надпревари или конкретно фудбал? Колку сте задоволни од Струмица? Имате ли доволно публика? Pa znaš kako, mi smo Akademija Pande bez neke navijačke skupine i ne možeš ti da očekuješ da će da dođe mnogo ljudi.
ali nemamo ni uvjete na tribini koliko može da stane. To isto 500 ljudi može da stane. Tako da, ja sam čuo da u Strumici mnogo sakaju sport generalno, ама искрено не осjećam da je toliki neki ентузијазам. Сакаат спорт, може би во смисла ги пуштаат, сите родители си ги пуштаат децата да тренираат, да спортуваат, како што знаат да кажат. Ќе го пуштаме на фудбал, таму се парите. Не, го сакаат спортот. Спортска култура, за да гледаме на терен и да одиме ние да гледаме на превари, мислам дека е на многу ниско ниво. Не, спортската култура некако нам ни се сведува само да бидеме први. Да. Тука некаде. Мислам, следам над преварите, не само нивните, туку се случува само на наковски, боли можем да кажем, дека е френетична публиката, дека постојано скандира. Што, нека е порака да ги бодрат. Ова ми недостасува и од тие 500 луѓе кои што се на трибините на Брера, ми недостасува ова енергија. Нема енергија. Колку тоа вас би ви помогнало во игра и да кажете? Ово и Руфати нон-стоп, ајде. Како не? Гледайте. Единствениот надпревар што бев, знам дека на два моменти баш фудбал и Руфа. Забили сме гол после 5 секунди. Тоа може да биде случајност, али тоа е енергија. Ајде и падне гол. Не знам дали треба публиката да скандира и да навива од кога ќе се даде гол, па демек ајде тие ја разбудија публиката или прво публиката треба да навива и да даде енергија за кај вас да се роди тој потребно е, али нема како понавljam, тоа Академија Пандев немамо да е Беласица, тоа е друга ствар, има неку навијачку скупину, повиест. Да, историја, повиест, што е, да. Немамо Академија Пандев е 10 години клуб колешки и сите клубови кои што имаат долга историја, како Прилепска победа, Вардар, Беласица, тоа дефинитивно не е на Пелистер, извини. Зборувам, тоа е во генот на градот, така е да кажам. Да, но колега, факт е дека немаат и на Беласица нема публика. Има, навивачите, зборам за навивачки групи, тоа сакам да кажам. А навивачите се оние кои што го креват па гласот и на останатите присутни, ајде јужна или ајде јави се јужна или јави се северна, како и да е. Кај нив е само јужна. Па добро, сега ќе видиме, планови имаат многу во Брера Струмица. А не тоа само код нас, и ево на другим теренима нема навијачи. Македонија. Типа Романија, сви стадиони се пуни. Сви. А кај ми имамо Романија, јака сам ишо Романију, која Романија? Сви 10-15.000, 20.000. Едноставно имају култура, Италијани да не причам, има е парламент па фудбал. Ништа под фудбал е све. Да сам живео у граду од 40.000, свака утакмица е била пун стадион 5.000. Нима е тоа едноставно празник. Сабота, неделја не се иде аперитиво, ручак, иде се на стадион. А дали това ќе го привлечеме сега и ние овде? Како да го привлечеме? Еве апел од нас, биди свој, да луѓето, не знам, недела ден посветат 2 сати на фудбал, да дојдат со децата. Ќе биде, треба да бидеме оптимисти, време, услови, недостасуваат и да дојдат, еве со Вардар бев на среда си. Имаше со Вардар, условите се тие кои што ги има во моментот инфраструктурата на спортскиот центар Пандев, така да со тек на време 3 титули да видиш нови трибини. Али ја мислам да тоа крече од ФФМ. Зашто нема? Која смисла? Па нема увјета, нема инфраструктура. Нема, едноставно ми со Вардар сме играли у 4 сата на плюс 38. 40. Зашто нема рефлектора? Босна и Херцеговина, која има 3 народа, се успели да уложи в фудбал, направи терени и рефлектори. И сад секоја утакмица се игра во 8 навечер. И пуни со стадиони. И исто е био проблем кон Македонија. Ама сада со стадиони и сега со стадиони пуни. Јер ти реално, окей, спортски си новинар, али ево. Јас имам проблем. Не доаѓаме ради Жешко. Ради Жешко. Али да е утакмица у 8, типа на Беласица, има да дојдеш и поведеш дете и така. И убав стадион. Така е, инфраструктура. Тоа ФФМ треба малку да се пробуди. Моје особено мишљење, опet кажем. Може не би тоа сме да кажем, али тоа е така. Тоа е сурова реалност. Тоа со години го збориме ние, така да не е спорно, ама некако не се разбудува тоа ФФМ. Ќе биде оптимисти. Што били овој тај список од таму со прашање? Кој им бил најтешкиот меч кој го имаат одиграно? Зрински.
Ево га, Чекай, прозвав сам. ајде да зборуваме за тука, за тие мечеви. Па добро, и тоа беше првото издегување на првиот Да. или на вториот меч? На првиот. арената или до... Не, вториот Што таму. ти беше тебе тешко стоиш на гол? Се стекнав со повреда. Што таму? Тоа. Имав тешка повреда истиот меч. Тој ми беше најтежок меч, најтежок ден. Ама се текна време, се вратив. Тогаш се стекна со повреда, Да. така? Аха, за тоа. Па, затоа, да. А и малце притисак. Прва утакмица, ја? Тоа е била Не, прва друга. сениорска. Прва сениорска, али и друга утакмица. А омилен, Реванш. како да го прашам сега, омилен гол, нема тој омилен одбранет гол. Одбран. Ајде. Ово се сега со Силекс. Омилен одбранет гол. Тој е Овој со Силекс. Да, баш дека гледаш. пеналот. Мислам, па по тоа и цена да ти кажам, мислам, одбранете пенали најмногу. Да. Прв пенал ми беше од кога почна да бранам тој. Пеналот што сам си го направи. За да се докаже го одбрани. Статистички. Било му досадно, па ајде да направим пенал, па да покажем да сам ја крив, а? Па да стане и публиката, Да. малце еуфори. Гледаш како ќе запомнат јас. Море. Добро го Море, изгледа. море сите ќе не смрзнеше на пуса. Марио, најтешок надправа. Не се сеќам се. Било их е пуно, и бих и трешки тешки, не се сеќам. Нисам имал, фала Богу, никакvu повреду, тако да... Тоа е најважно. Да. Тоа е најважно, бидејќи... Možda rezultatski, šta ne znam. Najteža mi je bila 2020. poslije korone da se vratim u Italiji. Bio sam u Italiji i tad je bila baš 4 mjeseca smo bili u kući, nismo izašli i morali smo da završimo prvenstvo i ta prva utakmica. Nisam mogao da se pomjerim. Да. To je možda najteži moment, ali Не, мене ми текна која ми е најтешка, Да, да. Градско дерби, Пандев Беласица. I 1-2. Аха. Се Тоа сеќам пред беше. 2 сезони кога беше прво... Да, дебитантска сезона, тоа беше. така. Имаше публика? Ето. Имаш. a kad se igrala? Значи, Не, Вечер. во 4, во 1 садо се играше. Да, се играше, да, мислам добро, дека биле беше. зима, Ама беше градско дерби, да. Да, градско дерби и мислам дека времето добро, не беше толку и лошо, туку... Да, јас бев главен актер со таа такмица. и тоа за време на надпреварите. Имаше Тренерите го постојано... пранене, колешке, сакам го начна ова и мене многу лично ме интересира. Глумите? Аха, за фаул? Фудбалерите поќе ти Ja ne sakam. А? Ne sakam kad neko krade vrijeme i ne sakam ja da glumim. Аха. Ono kao kad je faul, to mislim. Да. Или пак Баѓето. имате предност од еден гол, па време да помине. Dobro, Сега, to иако- da, to nekada da, ok, ali ne sad, opet treba biti fair play, jer i nama to se dogodi isto, evo tipa so Makedoniji, Мгм. pa se nerviraš. А праши го кој има најмногу жолти картони у Брера? Ja. Кој има најмногу? Па нели беше Многу збори. адмиран, нели беше сположен сега Е, откажа. многу збори. Timski timski sport, ne, ja. Mnogo aha. Збори за Su тим. sucima, ne Се mogu. расправате се. Da, ne mogu ih ja generalno. Темперамент, бре. Најмногу пцуење, најмногу кавги расправи, мислам дека има во фудбалот. Колешке, извини се, нема псуење. Значи не е тоа псуење. Што е? Тоа е навивање. Од публиката да, свесни сме струмичани А како не знам, јас ти навиваат. кај си слушала некој фудбалер натре да псуе. Што Тоа добива, докажи го, нема. Црвен картон се добива за тоа. Абе не, никогаш не знам ти од кај на тебе тоа, актерите натре да псуат. Не пцуете. Добро. Може малку. Се расправаат со судија. Ja ne Ајде. znam, sa sudija da. Да, расправање Судија мора, што е дека грешка подобро, бе. досудила, ама да псуеш, мислам Ne, to je crveni karton ako Ама nešto тој psuješ. да не е грешка, тие се расправаат со судија. За секој фаул. Мора A ne, za sve koji faul, a dobro, sve ovisi, komplicirano je to. Kad ima dobar sudac, nema da se svađaš. A kad ima... Ama mislim i suci mogu da pogreše, nije to Da. sad i nije sad na svaku. Ama tipa kad sam dobio sorabotnički, kad su pogodili naš aut ili njihov aut, nije bitno i sudac pomoćni stoji dole, ne pokazuje i oni bacaju aut Да, i mi primamo gol. да. Trebaju pokazati lijevo i tu ja izgubim kontrolu i krenem da se А и svađam. И темперамент. летат жолти картони. Да. Da. Па и Валенти за приговор два мисли или не еден. И секогаш кажуваат, нели, судијата крив, судијата не знае да суди, ви се случило да изгубите, например, надпревар заради судија? Kako ne?
како не. Па еве, мислам дека на кој надпревар беше со Со Силекс. Силекс дека се оштетени со еден гол. Што се Е со случува еден, понатаму? не, со више. Ситуацијата во прво полувреме не се гледа на телевизија, али како тренер има вео камера, ние био офсайд малешки. Да, така, И да. ние судио потенцијални пенали Да. за Цветановски. Да. Офсайд. Е, Едно женско прашање. Верувам дека се Марио Врдољак. Не! Он има Нека најбољи. одговори. Не, наш колега има најбољи могучи одговор. не, фудбалски офсайд. Јас верувам дека 99% од жените не зна, не можат да го видат офсайд за време на ута. Што е офсайд? Па и ние не можеме да го Ајде, видиме. Марко, ти, не верувам на нив бајцата, Марко, ти ми објасни. Ајде. Што е офсайд? Па тој бар Нешто најмалку во може да иста каже. Па нешто во иста линија, па противникот. А тој не може да види Женско офсайд. зум, објасни ми што е офсайд. Офсайд е... Не се смее, колега. Па дали дозволено позиција? Кога играчот се наоѓа во недозволена позиција. Кој играч? Па тој што се наоѓа позади одбраната. Противнички. Напаѓаше, Против. да, на противникот. Напаѓач. У тренутак упуќење топки. Сад Е, комплицирано. Колешке. Комплицирано е. Да ти објаснам. Јас тоа ќе си го сечам, Таня, да знаеш. Тоа се сече и се објаснува и одоле пишува за сите жени. Објасни ми што е офсайд. Значи топката ова е Врдољак се Кај е трира. Марко? Кај е Марко? Марко ти е од таа страна. Од таа страна. И ова ако се најде позади одбранбената линија на противникот, во моментот кога тој ја шутира топката до својот колега, а колегата барем со и 5 сантима да биде позади последниот играч од дефанзивата на противникот, е нешто понапред кон противничкиот гол, тоа беше офсайд. Значи не смее да... Добро објасни, Филип. Точно. Мојата дивизија, односно мојата првична Првиш најболја, ама ова е Таа беше позади камерите. во недозволена позиција, колешки. Па ти размисли сега. Затоа не смееш да бидеш во недозволена позиција. Тоа ќе се емитува за сите жени да знаат што е офсайд, затоа што не знаеме. Ги прашаме малце и приватно, доста фудбал, професионално, па како се мачат, па што... Слободно. Ми кажа Марио дека има хоби, тенис. Да. Во Струмица играш тенис. Не, нема где. А и Затоа немаме инфраструктура. има таму где е базен, видео сам јучер, вчера сам Има пролазio, еден, има да. 5 терена, ама нема ни еден. Два се само. Не повеќе се повеќе од Два вас. терена има за Многу тенис. више има, За ама жал. да, Не ама функционира. не функционира. Обрасната се треба. Има само еден, ја мислам. А кај домот на Арама мисли? Кај домот на Арама. Не, ја мислам таму кај стадион. Има Кај сала. 5-6 кај сала, али не Со функционира. песок има. Да, кај салата има и кај домот на Арама. Кај овој кај домот на Арама функционира, мислам. Да, Тоа тај се али таа. еден само, така. Да. Еден или два се, не знам, мислам. Два се. Два се, едниот е цементо, едниот е песок, Цименто. другиот е цимент. Како се цимент? Тврда подлога. Цимент. Тај добри, не сириус. Имаше да не тако. Нема сериус. Не, има, позади. Што прави Марио како хоби, кога веќе не може да игра тенис? Па студирам захвалјујќи жени, студирам, завршавам управо втору година на психоекономија на еден приватни факултет во Италија, Психоекономија. Прв пат слушам за тоа. психологија економија. Психологија, економија. Што ќе работи ако Па, ако не е знаеш, фудбалер, ајде да кажеме. Па магистери би био нека врста генералnog директора, значи некој ко Менаџер. не, некој ево као Јован Симиć кој се брине за маркетинг, за улагање новца во спорт, не мора тоа да биде фудбал. Ту сам некако ориентисан и затоа сам тој писал. Интересно. Да. Добре, само ту готвиш, кухаш, Јајца Много знаеш добро. да Да. спržиш? Кухам добро. омилено струмичко јадење? Струмичко. Да, Кој е струмичко? па не знам, зајверо. Па не е тоа се. Ова како се зове, ова ракија, како се зове? Мастика. Мастика. Аха. Друго? Нашите чушки Струм. френки? Френки како не, рајчица. Ајвер, јадеш? Ајвар, да. Тоа ми е господин Миле Стојменов, исто дава на руфати, право сам многу добар. Аха. Миле Стојменов. Да, Ни беше Поздрав. гостин пред некој подкаст, поздрав Миле, да. да,
Što još privatno, što... Ноќниот живот како во Струмица ти се гледа? Noćni? Да. Nisam, i samo sam bio na Aci Pejović, to je to, ne izlazi. Ali čujem da je... Свети Дугујев, на ова песна? Da, Аха. Да, знаеш тоа. Добро. Светски Ноќни проблем, живот не практикуваш? Таа песна не Не. е с... А? ne. Не излегуваш? Не смеете? Prošao, nije da ne smi, prošao. A sad Marko, Аха, 20 godina. Луција е виновна за тоа или другарите? Ne, A. nemam ja problem s tim. Аха. Ona je sa mnom bila na Aci Pejović, nije to. Добро, добро. Ama prošlo mi je to. Мгм. Sakam više nekako da budem doma, da treniram. To je za njih, oni su mladi. Ja imam 30 Па како godina. зборува си Значи, мислиш 50 години? Значи искрено ти кажам, моите благослови кога му ги упатив, навистина се шокирав со одговорот него. Ама нема веза. Многу се експлицитни своите благослови, Марко, да се каже. ноќниот живот во Струмица. Чекај прво хоби да ни каже дали има, што прави. Чита книги на вечер. Читаш книги? Не, играм на компјутер најчесто тука. Ама ако не видам фудбалер, Што би бил? Чекај, ако не видав, ова до далечни дни. Земјоделец? Чекај Дали бре, душна? застани, ќе го прашам и тоа со земјоделието. Играш компјутер кога? до 12 сати легнам. Кога не е тука или кога е тука? А кога е тука, навистина не сум убеден дека баш Чекај играш сега, нели компјутер. е девојката од Струмица? Да, од Струмица. Ама? Личенка си најде. Ама? Не, за живееше Бара, Швајцарија, трансфер сега во се Швајцарија. врати на А, факултет. добро. Сега се врати на факултет, тука учи општа медицина. Доктор треба биде, ама А зашо бара трансфер во Швајцарија? Pa šta ja znam. Добро, јас го кажав, не го кажа Шета тој. Швајцарија, ама Saka da ide s njom možda u Švajcariju. тоа Швајцарија ми остави така добар впечаток во држава. Не би сакал да живеам. Кај тренерот Томи Пандер, предпоставувам. И кај Стефан Статов. Да. Рече дека топ е живот, Да. барем по тоа што го разбрав. А ова навистина ми изненади земјоделец. Како имате, како во Могила имаш Па, мојата плантажи? фамилија, немам плантажи, ама мојата фамилија се занимава со земјоделие, сточарство и Добро. Размислуваш да, например, да... Мога ти е репрезентативен некој- гомон, овој кај да е веќе готов е. Репрезентативец е, Да. така. Кај да е овој веќе на друго место ќе го видиме. Сигурно Следната нема да биде сезона. земјоделец. И нема да не познава утре задутре. I, Да. i ne samo tebe. Да. Не. Не, и сам ова е меѓу првите на трансфер. Маки. Ние ќе сме горди, Да. ќе се фалиме со него. А ние Без прашаме по подкаст. колку заработувате? Точно е дека по 10.000 евра взимате? Rećemo da je istina. Reći da je istina, normalno. Па да. Сакам и јас во Брера. Hvala Breri. Сакам и јас во... За голман ќе ми биде, кажа Марио. Ама за голман помала е пада, да пази. Помала? Да. Ај, ќе потрчам. Кој ти каже дека е помал? A baš i nije. Мислам да не откриеме сега тефтеро. Буквално не знам, имаш ли уште некој? Имам. Да, Како слобо се мај. справуваат, имаат фанови, имаат обожавателки. Ајде да не ги коментираме сега само женските, меѓутоа имате и обожаватели како мажи во спортска смисла. Имате ли негативни коментари? Знаат ли да ве нападнат на социјалните мрежи за нешто или постојано се позитивни коментари? Како реагирате? Имате ли некои ситуации несакани да кажам? Па нормално да има и негативи. Пред да почне подкастот, ја го карав. Не, ти директно му зборуваш. Јас прашувам сега актуелно и социјални мрежи. Како се справува со тоа? Дали Марко има некогаш, А сакаш дали да има кажеш ситуација? наплив на френдшипове, односно на понуди за пријателство. Или понуди за пријателство, Инстаграм. или после, еве сега, Кажи. завршен надпревар, изгубивте и... Преки Како се Пријателство. справуваш со девојките, тоа сакаше Не бре со девојките, Ами- ама спортски. А, Имат па ли добро, негативни коментари? Како се справуваат? Влијае ли тоа на нивната мотивација за понатаму за Тоа ти надпреварите? е да Па, кажам. мислам дека негативните коментари се неголема мотивација за нови предизвици, за Да. повеќе работа. А и нормални се. Ако некој те... U granicama. Да.
Да. Знаат да бидат и веднаш ги безобразни, реагира. знаат да бидат и Ја сам- безобразни. Да. Не, јас сам доживio тоа у Гросету, у Италiji. Мама, ја не гледам ни те портале, коментаре, али типа тата, мама, девојка и тоа доđe до мене. Да, да. И Јако велик клуб и са многу навијача и по странаc ти си увек, кад се изгуби, На небитно топе. како играш, ти си први. Да. Добро, секојаш по странците вообичаено. Тоа е нормално, мисли нормално, не би требало бити нормално, али данас живееме у 2023 социјални мрежи и тоа е, данас свако може да пише што сака. Треба тоа да прихватимо и Да. Не ви пречи. Ма сериозно, зашто па ти не напишеш на социјалната мрежа на Врдољак, така ги следиш на Инстаграм, така или не знам. Не на Врдољак директно. ето. Па Брера. добро и на Брера. Официјално Официјално клубот да го кажеш пишува. за топката во глава. Да се пожелиш. Тоа ми даде добро. Ама ние Врдојеро, фати е. Добро, да. Фати е. Не, мислам да ти треба една сезонска карта да добиеш. Карта, така. Еве јавно, да. Ето, Јавно, јавно. значи од клубот Брера. Јави се на Ице. Извинување. Директорите, рестористоршите таму, менаџери. Во знак на извинување за повредата една сезонска карта. Ништо не ти е. А Што таму ми имаш на- прашања? Да, за време на надпреворот гледам дека тренери постојано зборуваат, викаат по вас. Дали тоа стига за време на самиот надпревар, кога ви играте? Ја го ништо. Го слушате тоа? Ја никога не чуjem. Мисли, чуjem, али не долази. Што влијае тоа? Постојано Тоа е се- нормално. се- Како да кажем, мај се бера да не кажем, лошо да се изразам. Па мене тоа нормално. Тоа е окей. Што ви зборува? Па добро. Борха Троја. Парка троја. Не, по мене е тоа нормално. Они исто сака и сваки тренер сака да победи, тоа е нормално. И сваки играч сака да победи. Така да ти си на клупи немоćan. Ја затоа не би Можда би могол да будем тренер. Ти си на клупи немоćan. Не одлучиш ти тај заврши пас, шут, Да. играчи. Можда би ја као тренер или са стране гледател можда одиграл пас према напред, ја го одиграм према назад. Така да Добро, Марио, се согласувам со тебе, но сепак тоа ја има таа во ови таа ситуација, предпоставувам, знае да детектира одредени пропусти, например некој крилен играч. Не сум јас воопшто ни најмалку експерт, можеби побрзо да избегува, не знам. Тоа е други се очите на тренерот, наворот, теренот, наспроти вашите кои што сте внатре. И предпоставам сугестиите кои што доаѓаат се во таа насока. Само инструкции. Инструкции кои и што како. А за голманот има ли нешто тренерот да каже? порка троја. Не, прошлата сезона ми влијаат повеќе тие коментари од надвор, ама ова сезона не. Не. Мислам, Многу е се помалку, побиш. многу Има ли меч, кажи ми кој меч најмногу голови имаш пример? поима Со струга 3. 3, а пред тоа. Добро, не бе оваа Три, сезона. ова Значи не е направа мало. со 3 најмногу примери голови. Имам и 4. И 4. И Лани која е реакцијата на Алчевски? Која? Не, ова е факт, го гледаме, не само Алчевски, сите некогаш признаваат собствена вина, некогаш реагираат на она дефанзивна или одбранбена линија, зашто демек Дозволиле да дозволиле. се стигне до- Не реагирам, јас сум го смирен сум, не сум некој... Не сум некој звучен за да реагирам. Имаш респект, бидејќи ти се тука сега... Па и најмал сум. Најмал. И немам некој карактер да бидам таков. Многу сум смирен. Ама сум критичен секогаш најдобро јас. А и тоа за време на полувремето, имате пауза, колку? 10-15 минути. 15 минути. И се има случајно да добро ве измотивира тренерот на таа пауза и излегувате како сосема нов тим и постигнувате победа. Сад се Тоа, таа Македонија. магија се Со случува. Македонија, да? Да, Има. А фудбал не е само многу е тој психолошка игра. да. Не е то само излезаш на терен и шутат топно. Многу е тој психологија. Вела, добар тренер никогаш не ги кара. Мислам Тоа сакам да знам, имаше што еден им таков кажува. колеги, тренери кои што се биле во подкаст, кога викаат тайм аут или добро е За одбојката, што за одбојката, прашувавме, дека што не правите за смее да 5 се секунди? не смее да се врати назад, да може само да каже и никогаш не е препорачливо за вистински тренер да ги кара, да им писка, да црка, како ги викат. Да. Туку да ги смири, да ги насочи,
да им уочи на одредени сегменти каде што може да се И поправи. после тоа се случува магија и ви излегувате како нови. Да. Биле се инструкциите, ще ги добиваме тренерите. И сега ти идеш репрезентативно после гостиваш. Да, понеделник. Каква е репрезентација атмосфера? Ти, Ваня Крстевски Малески. и Малески. Да, Во U19 ги има, Да. ако не се лажам. да. Јас сум се U21. Супер. Чекаш покана од прв тим? Тоа уште рано мислам. Зашто рано? Уште е рано. Е рано 21 година. Мислам отидам сега цел циклус со мојата генерација и сакам да се посветам само на тој циклус за квалификација за Европско првенство. Па после ако одлучи селекторот, зашто не? Колку е репрезентативниот? Повик. 5000. Скромен, дури и јас не слушам. Не слушам, На микрофонот се слуша. Врдољак што вози? Јагуар. Не, то ми не зборим, то се пријателство. Да. То се пријателство. Тренутно ништа. Ауто е код Луција, така да тренутно сам на Пеш. Европски маж. Да. Дипломатски ми избегна. Дипломатски ми избегна. Добро. Многу те интересира, колега. Сега јас кога прашувам, демек не одговара. А ти кога прашуваш незгодни прашања, окей. Ова што незгодно прашање. Убаво дечкото ти така те. Како Знаеш, е да прашаме, а ним дали ќе одговорам. Со топката како се Офсайд. викаш? Не, офсайд. Не. Дечки, ако немаш да го привршуваме полека. Не, многу прашања беа. Јас им благодарам на дечките. Се оно што ме интересираше и за фудбалот, и за млади фудбалери, како живеат, што значи да се биде фудбалер, што значи да се биде далеку од дома. Некако успеавме да го доловиме и за мене, и за Така. публиката. Јас Може ли пред да се одјавиш последното прашање да го поставам? Ајде, уште има, уште Марио, прашање. кој е оној апел до младите? Оние кои што току започнале, не од типот на Алчевски, 13-14 години, оние кои веќе почнуваат да заплуваат во длабоко во тајните на фудбал. Која е она твоја порака до сите кои што ќе го гледат овој подкаст, што сака да се занимаваат со фудбал? Порака на младите. Па, рекол сам на почетку подкаста. Мени е фудбал дао јако пуно пријателстава. Упознан сам други културе, што е заиста фантастично. Значи, тоа су ствари кои не можете купити новец. Значи, ми ćemo се, ево, јас сад путуjem типа у Дубај, ти ćeš да платиш, биćeš тамо 5, 6, 7, 10 дана, ама не можеш да упознаш нjihovu културу у 10 дана. Ali ако живиш годину, 2, 3, ако се бавиш овим poslom, to je zaista neprocjenjivo. Tako da mislim da trebali bi svi, mislim, oni koji sakaju fudbal, sad ajmo reći, svi mladi nogometaši, fudbaleri sad sa 10, 11, 12 godina, da imaju taj neki, normalno sam da dođu da igraju na veliki nivo, ali to neko, ti neki međuljudski odnosi, zdrav život, disciplina, to se ne može kupiti, to ti jednostavno da sport, da li fudbal, da li košarka, da li rakomet, da li odbojka. Ali nažalost mislim da smo u vremenu gdje mladi sve više i više odlaze u sporta, ne znam, to je neko moje generalno mišljenje, društvene mreže, nema više, ne vidiš na ulici više, ja sam tipa sa 10 godina dođem s treninga i cijelu večer igram fudbal. Danas na ulici? Na ulici, da. Da. Žal тоа го нема веќе. Nema više. Jednostavno tako smo vremenu. Да. И да не се откажуваат на првата пречка. Tako je, ali to je kompleksna situacija. Sad poruka najjednostavnije je da kažem igrajte fudbal, to je... Не, и да не се откажуваат, бидејќи секогаш и ти си имал препрека некојаш. Mnogo previ, mnogo situacija gdje sam ja rekao nema šanse više da igram fudbal, ali eto uspio sam 5-6 različitih država, koliko toliko fino živim od nogometa. Ponavljam, dao mi jako puno prijateljstava i to je neprocjenjivo. Да бидат упорни и доследни на својата цел што ја има. Предпоставам че истото. Исто. Или сакаш да дополниш нешто, бидејќи ти си од помладите, 21 имаш? Да. Така. Не, апсолутно се исто, како Марио. Да не се откажуваат од она што го има зацртано како цел и да бидат вистински луѓе и примери
во заедницата и онаму каде што ги бранат боите на клубовите. Дечки, пред се многу здравје, бидејќи и без на вас повреди, Најбитни. бидејќи тоа е најважно за вас, бидејќи една мала повреда може да ве изфрли од колосекта. Јесте. Со Брера многу успеси, дај Боже, јас сум оптимист дека ќе излезете во Европа. Ова го зборам Алчевски побрзо трансфер да направи, поголем Хоće. трансфер. Морамо Купана malo pogurati, tebe da pogledamo, a? Многу успех на клубско ниво, Алчевски на репрезентативно ниво, со оглед дека си на младинската репрезентација, дај Боже, да те видиме во следниот квалификацијски циклус и дошто да не и за селекција, дошто да не. Да спомням уште еднаш, знам дека Марио кажа дека ФФМ треба да имат малце повеќе слух за потребите, за инфраструктурно подобрување на терените тука во Струмица, така да еден апел и од нас. ФФМ Да знае. слушат, Знае, да слушат, знае. малце повеќе да слушат и да реагираат, да. Да. Ви благодарам Дечки, и фала од ви мене. многу. Hvala vam vas. И внимавајте со топките таму по публика, како Nije, sezonsku ulaznicu definitivno imate, tako Сезонска da... карта, ви благодарам, да. I poruka od Rufatija da se Не, ispričava. Руфати ќе дојде овде. Ќе дојде, Јавно ќе да дојде, се ќе дојде. извини Javno da и se izvini. внимавајте, да. Može, može. Јас ви посакувам ако успех дојдеш многу. веќе на следниот напред, ако не го натираме Руфати пред цела публика да дојде да ти се извини и еден дрез да ти даде, мислам, ова ќе биде. Тоа ќе Да биде. не прифаќаш Тоа ќе ништо. биде. Дечки, фала ви многу. Фала вам. Колешке, Јас да се одјавам, имаме, знаеш, пријатели на подкастот, Сдружение на возачи, благодарност голема до нив и до EU Хаус, каде што се снима и се продуцира овој подкаст, а ние двајцата се гледаме во наредна епизода. Благодарам. Поздрав! Се гледам. Поздрав.